صلی علی نبینا صلی علی. Духовниот лидер на Ахмадија заедницата се обрати во врска со пандемијата од коронавирусот. Неговата светост, Хазрети Мирза Масрор Ахмад, вели дека пандемијата на коронавирус ги принуди луѓето да размислат за ограничувањата на човековиот труд. По избумнувањето на пандемијата од коронавирус, светскиот духовен лидер на Ахмадија муслиманската заедница, петтиот халифа, неговата светост, Хазрети Мирза Масрор Ахмад, го привлече вниманието кон донесување мерки на предпазливост против вирусот и сите да станат посветени на Бога. Говорејќи во џамијата Мубарак во Исламабад, Тилфорд, за време на неговата петошна проповед, изнесена на 20 март 2020 година, неговата светост рече дека избумнувањето на коронавирусот COVID-19 ги принудува луѓето да ги земат предвид ограничувањата на човековиот труд, а сето тоа може да доведе до враќање на луѓето назад кон религијата и враќање во верата. Неговата светост цитираше неколку статии за медиуми, објавени во последните денови за влијанието на коронавирусот врз општеството и за тоа како во 21. век се забележува експоненцијален пораст на заразни болести. Меѓу другото, неговата светост го цитираше неодамнешниот напис објавен во Daily Telegraph, во кој колумнистот Филип Џонстон пишува како светот е свртен наопаку во период од неколку недели. Колумнистот зборуваше за тоа како вирусот ги изложувал слабостите на навидум непропустливата моќ на западното општество. Неговата светост рече дека ова се вонредни времиња, незамисливи за оние родени по Втората светска војна. Господин Џонстон заклучува: колку пати сме чуле дека луѓето велат се ќе биде во ред, затоа што научниците ќе работат нешто, без разлика дали тоа е глобално затоплување или пандемија. Наскоро ќе откриеме дали е оправдан ваквиот оптимизам. Ако не е, тогаш можеби ќе се вратам во црква. Осврнувајќи се на колумната, неговата светост, Хазрети Мирза Масрор Ахмад рече: овој вирус ги принуди луѓето да размислуваат да се вратат кон Бога. Вистинскиот Бог и живиот Бог е оној на Исламот. Тој е оној што најави дека ќе ги води оние што прават напори да дојдат кон Бога. Тој изјави дека ќе се приближи кон оние што прават дури еден чекор кон него и рече дека ќе ги однесе во неговото засолниште. Хазрети Мирза Масрор Ахмад понатаму изјави: во овие околности не само што станува поважно за нас самите да се реформираме, туку станува и обврска да го зголемиме информирањето на другите за мировната порака на Исламот. Ние мора да им кажеме на луѓето дека за крајниот резултат да биде добар, ние мора да се свртиме кон Бога и сватиме дека вистинскиот живот е оној што е во тесна врска со Бога. Понатаму, неговата светост уште еднаш ги предупреди сите членови на Ахмадија муслиманската заедница строго да ги следат мерките на предпазливост и упатства на владите и здравствените власти. Меѓу другите мерки, неговата светост рече дека старите лица и оние кои страдаат од болести треба да избегнуваат да ги напуштат своите домови колку што е можно подолго и ахмади муслиманите треба да се молат само во нивните локални џамии во помали групи или доколку тоа е потребно да го прават дома и да избегнуваат места каде што повеќе луѓе доаѓаат во контакт еден со друг. Неговата светост исто така рече дека покрај пиењето многу вода, луѓето треба да се одмараат доволно и да усвојат здрава диета, избегнувајќи нездрава храна. Откако го истакна значењето на мерките на предпазливост што треба да бидат донесени, светскиот духовен лидер на Ахмадија муслиманската заедница, петтиот халифа, неговата светост, Хазрети Мирза Масрор Ахмад рече: крајната алатка што ја имаме на располагање е таа за молитва. Сите треба да се молиме за целиот свет. Аллах Семоќниот може да го спаси човештвото од штетните ефекти на овој вирус. Покрај тоа,
Аллах може да им даде здравје на сите муслимани, заедно со можноста да станат посилни во својата вера. नबीना